Велко Неделковски е еден од најпознатите детски писатели во Македонија. Ни се чини веднаш по видое Подгорец, овој омилен писател меѓу младите е и најплоден детски писател кај нас. Сигурни сме дека бројката од 500 литературни дела од сите жанрови веќе е надмината. И пред да го проследиме неговиот животен и творечки пат, само ќе ја додадеме уште оваа оценка. Велко Неделковски го препознаваме по работливоста, разновидноста, но и по едноставноста и скромноста. Роден сум во Скопје пред 56 години. Токму во оваа куќа, ова е татковата куќа, на улицата која тогаш се викаше Пролетерска со куќен број 56А. Основното образование го стекнав дури во 3 училишта. Од прво и второ одделение учев во 11 октомври, потоа трето и четврто во Досите Обрадовиќ, и од 5 до 8 одделение во осмолетката Даме Груев. Татковата куќа се наоѓа во местноста Чаир или во населбата Чаир, во скопската населба Чаир, која порано беше периферија на Скопје, меѓутоа сега припаѓа кон центарот на градот. Училишните денови ми се уште можам да речам доста свежи во сеќавањата, имав многу другари и покрај сите тие улични другарски игри, мене уште од најраната младост ме привлекуваше читањето, пишаниот, литературниот збор. Бев зачленет и во училишната библиотека, и во повеќе градски библиотеки и би рекол неуморно читав, другарував со дела од македонски, но и светски автори кои тогаш во времето на моето детство беа преведени на македонски јазик. Па некако читајќи, восприемајќи ги тие содржини, дело на моите писатели кои што ми стануваа омилени, некако почувствував потреба и јас да ги направам своите први литературни обиди. И како и сите деца во таа возраст, кои што чувствуваат потреба да се искажат или да почнат да се искажуваат преку литературниот збор, така и моите први обиди на литературен план беа скромни, мощно скромни и беа, да речам, поетски. Прво напишав неколку така стихотворби, скромни, велам, по својата важност, мислам, по својата носивост, по својата вредност, како и што е обично кога станува збор за некакви почетоци. Меѓутоа, после постапно, спонтано некако се префрлив, да речам, повеќе почна да ме привлекува прозниот исказ. Кратките раскази, кои што најчесто беа инспирирани од нашето детско секојдневие, од родната улица, од родната Полјанка, од сите тие мали, големи, би рекол, случки околу нас. Почнав да објавувам релативно млад. Па некаде, точно се сеќавам, мојата прва објавена творба беше во списанието Наш свет и тоа наградена со прва награда на еден конкурс и беше посветена на народниот херој Цветан Димов, кој што е родом токму од Чаир. Потоа, како гимназијалец, учев во гимназијата Цветан Димов. Како гимназијалец
веќе позачестено објавував кратки раскази во списанијата Наш свет, Развигор и Другарче. Некако во тоа време моите интересирања се, би можел да речам, се расширија и кон оно што, бидејќи нели бујно растев, како и сите млади луѓе во тој период, јас почнав да пишувам дури и за возрастни, меѓутоа сепак пишувањето за деца, за млади беше и остана моја прва љубов. Се разбира, со посебна возбуда писателот Велко Неделковски раскажува за својата прва книга, збирката раскази Леб за тате, што беше објавена од Детска радост во Скопје во 1978 година во едицијата Сончогледи. Расказите Петровки како мед, Новиот другар, Леб за тате, Чаша топло млеко, Фотографија, Сонце во очите, како и многу други од оваа интересна книга, ги одушевуваат читателите зашто во нив доминираат многу згоди и незгоди на другарчињата и на соучениците на улица и во семејството и пред се на училиште. Збирката раскази Леб за тате, реков, ми е посебно драга книга и моја прва објавена книга. И во неа, речиси, 80% од содржината е автобиографско. Јас почесто се навраќам кон оваа своја книга, ја прелистувам, препрочитувам и тоа за мене е како еден сончев изглед во пределите на детството. Токму затоа се определив да прочитам една кратка одломка од еден расказ од оваа книга, насловен како Шарената фудбалска топка. Крсте сензација седеше на куп чамови штици пред столарската работилница на Аритон Зековски. Низ улицата штракаа запрежни коли, луѓето одеа на работа во полето. Забрадени жени, голомешести дечиња, чичковци со шапки и загрижени лица брзаа да не ги фати сончевиот припек уште попат. Крсте сензација го дојаде крајшникот Леб. Од кај полјанката некој свирна. Тој се загледа натаму и ги препозна Панајот и малиот Сребре. Првиот, разбушавен долгач, носеше в раце фудбалска топка. Вториот, Сребре, ситно поттрчнуваше зад него. Здраво, рече Панајот, гледајќи го право во очи. Крсте сензација мижеше, потплукна. Со Панајот беа скарани, а малиот Сребре беше ситна рипка. Уште ли се лутиш, рече Панајот. Аха, климна Крсте. Ајде, смирете се, шепна Сребре. Ти да молчиш. Избриших си го носот. Добро де, рече Панајот. Улицата ли ќе ја делиме? Крсте сензација со остра дрвена деленка си ги чепкаше забите. Тој рече, ако имаш гума за джвакање, дај. Со слични теми и дилеми, најмладите се соочуваат и во неговите други литературни творби. Сказната, Смеантури во Намќорец, изобилува со динамични сцени. Тука прв пат забележав колку деца има во Намќорец. Може би половина од вкупниот број жители, што искрено ме израдува. Градче на младоста, за среќа. Но и градче на глупоста, за жал. Едната група демонстранти надојде од кај кејот на реката Шурка. Тоа беше детската поворка. Со транспаренти на кои пишуваше: зошто ни купувате креди кога немаме табла? Прислужникот знае повеќе од учина професорот. Бараме 100 часови физкултура неделно. Сите кецови да се запалат на клада. Втората група демонстранти на овој необичен митинг дојде со автобусот наречен трамвај. Неа ја сочинуваа возрастните, исто така со транспаренти во рацете, но направени од поскап материјал и испишани со компјутерски букви. Не е ни чудо, парите се во џебовите на возрастите, а децата добиваат само скромен џепарлак. И на овие транспаренти прочитав интересни слогани. Например, Ќотекот е излезен од рајот. Вие не сте ученици, туку гуштерчиња. Воведуваме нова оценка, 0. Да им покажеме кој е посилен. Соработката на Велко Неделковски со издавачката куќа Детска радост, каде што се печатат списанијата за деца и младинци во нашава земја, е многу тесна и плодна. Тој
Тој објавува литературни творби во сите списанија за деца, од Росица до Наш свет. И речиси до скоро сите негови книги, раскази, сказни, романи, драмски текстови друго, се објавуваат во Детска радост. Романот Дежурна приказна беше објавен во 1992 година. Тоа е современ роман за деца и младинци. Главни личности се Поликсена, Поли, која живее со макеата, и Блашко, Блаж, од 7 Г оделение. Ме задушија внатрешни солзи. Потрчав горе кон својата соба, ја тресна вратата зад себе, ја нурнав главата во перницата. Каде е грешката? Во што е грешката? Зошто јас и мојата мајка не можеме да се сложиме? Таа ме одбегнува, а јас не чувствувам потреба за нејзината близина. Таа и не забележува како бујно растам, мене ми е најпријатно кога е отсутна. Долго леже во таа поза. Ми студеше. Влажната перница сега ми го скокоткаше образот, а баба влегла тивко напрсти да ме покрие. Не спием, бабо. Ниту јас, чедо. Ајде ние двете да си поприкажеме малку. Сакаш? Сакав. Ми требаше нечие рамо да се исплачам до крај. Бабо, за мама. Зошто така се однесува таа кон мене? Така како да не постојам. Не ме сака, ме родила. Гласот на баба беше длабок кога рече: таа не те родила. Писателот Велко Неделковски пред читачката публика се наметна во изминативе 40 години со своите прозни дела, сказни, раскази, романи, драми. Но тој е и поет, што значи умее да напише и модерни песни. Стиховите од Опашеста песна ги среќаваме во стихозбирката Шармантни песни, збирка поезија за која ја доби првата награда на еден анонимен конкурс. Девојче скрши молк и чичковците ги праша. Не, таму има волк. Без врска го плашат. Така денес една дафе фолџанчиња го утна 2, преполни со топло кафе. Оп, ти расте опавче. Не миг дафе не се збуни. Од устото брише трага. Па со гласчето што одзуни, леле, ама светска лага. Со гезвето мама тропа, кафенце го числи тато. До сега би имал лопаш, голем колку алигатор. Чичковци, зар детска мисла не е светулка е зачин? Не лажете, нема смисла. Ке ви вратат, има начин. Ја имав и се уште имам таа среќа децата на младите читатели да ги прифаќаат, да ги сакаат и да ги очекуваат дори моите книги напишани за нив, специјално за нив, што посебно ме радува. Се трудам да бидам нов во секоја своја книга, се трудам да пишувам модерно, да им се обраќам на сегашниве деца, во своите книги да креирам ликови, односно ситуации кои ќе бидат блиски за нив и кои ќе зрачат една позитивна енергија во нивното осознавање на светот и пошироко во нивното воспитување. Литературата е огледало, своевидно огледало на животот, па така и во книгите што јас ги пишувам, голем
и важен секако сегмент, представуваат реални исечоци од она што јас сум го доживеал, од она што другите го доживеале, јас сум го видел, чул, разбрал. Натаму, секогаш ме исполнувале со авторска возбуда неретките средби, што сум ги имал со своите читатели на некои од литературните средби, читања и така натаму. Тука би сакал да се надоврзам и да ги охрабрам не со литературен совет, туку чисто како своји идни колеги, сите деца, сите млади, потенцијални автори на литературни дела, кои што сега ги прават своите први детски, наивни обиди на литературен план, да истраат на тој пат кој што навистина не е лесен, меѓутоа носи огромни задоволства со самиот чин на создавањето. Велко Неделковски, така дечем, јас го наследив. Кога дојдов во Детска радост како уредник на списанието за деца Развигор, литературно списание за деца, Велко Неделковски веќе беше стален соработник на тоа списание, кој што пред мене го уредуваше Григор Поповски. Да се има еден таков човек, еден таков писател за соработник е среќа за секој списание. Немаше текст на кој што може јас да му забележам нешто, да го преработи, поинеко да го постави. Најчесто соработуваше во тоа време со раскази, со така да речем социјална тематика. Чаир и Старото Скопје му беа омилени теми. Тоа се раскази што подносна во 1975 година ги собравме во една значајна книга, значајна не само за неговото творство, туку за литературата за деца, македонската литература за деца. Таа книга се викаше Леп за тате. Таму има едно 20-тина, може и повеќе, колку што јас се сеќавам, раскази кој што секој од нив може да биде составен дел на некоја антологија на македонската кратка проза за деца. Велко Неделковски потоа продолжи, веројатно творил и паралелно со тоа, со романи за деца. На еден наш конкурс во 1980 година, тој одеднаш се појави со два негови подолги текста. Тоа беше Збунети години и Втората смена, романи за деца. Тогаш мене многу ми се допадна Збунети години и јас бев пеце за таа книга, нели? Но потом се покажа дека читателите се определија за Втората смена и таа веќе 20 години е составен дел на училишната лектира за деца. И двата романа, како и подоцна и многу други негови такви текстови, изобилствуваат со жива детска фантазија. Тоа се деца, денешни деца, современи деца, пргави деца, деца кои умеат, кои знаат да се смеат, да се задеваат, да се радуваат, да плачат, да тажат и така натаму, нели? Едноставно деца, како да кажем, скопски деца. Деца кои што живеат во Скопје и некаде во некој негови дел деца кои што се надвор, на одмор, на летување покрај езеро и така натаму. Зашто не треба да се заборави дека Велко Неделковски е урбан писател. Тој речи во неговата проза и нема некои описи на природа. Сета лирика во неговото творство е содржана во тие градски содржини, во тие односи на децата. Тука е темпераментен, раскажува весело, раскажува лесно, раскажува брзо. Секој негов текст има приказна. Нема текст кој што е заснуван, да речеме негове авторово, писателово искажување, да нема приказна. Секој, па дури во неговата поезија, оти во последно време тој твори и поезија, има приказна. Тој пее, раскажува приказни во поењето. Сакам сега да речем уште една работа.
Велко Неделковски има толку многу напишено и толку многу пишува и толку многу објавува. Најчесто тоа се дела кои што биле веќе на конкурси, кои што се наградувани на конкурси и оние што се за деца и за возрастни. Така што тешко може да се следи целокупното негово творештво, ако не си му посветен на тој повик, на тоа занимање, ако не си критичен, ако не си историчен на литературата. Велко Неделковски е автор кој што успех се обидел и веројатно ќе се обидува и натаму во сите области на творештвото. Ја не се сеќавам дали има напишано нешто есеистика. Мислам дека нема есеистика. Може би ќе напише во иднина, но тој се и во расказот е, во кратката цртица, прозната поетска цртица, во повестите, во романите, во сказните, во приказните. Кај да помислиш нешто дали Велко Неделковски напишал, тој напишал тоа, нели? Едно навистина богато творештво. Едно творештво кое ќе предизвикува интерес со децении и децении. И од творештво од кое ќе остане многу во нашата литература, не само за деца. Но Велко Неделковски постојано покажува дека неговото место е во самиот врв на современата македонска литература. Не мислам само на ова генерацијски што настапува последните 20 години, туку воопшто сега мора да има некои разместувања во таа проценка и оценка на литературата за деца. Велко Неделковски денеска може се каже дека се наредува рамо до рамо со корифеите на македонска литература за деца, да фатиме речеме од Васил Пуновски, од Ванчо Николевски, Славко Јаневски, па Глигор Поповски, па Оливер Николова, па Видоје Подгорец и други. Велко Неделковски е рамо до рамо со нив днес. Внесувајќи ги своите писателски вредности во литературните дела, Неделковски ги привлекува симпатиите и на читателите и на литературната критика. Не се малку делата на овој наш плоден писател што се наградени со познати награди. Сепак, можне важно е тоа што некој од неговите дела се лектира во основните одделенија. Романот Втората смена е лектира за 6-то одделение. Тоа значи дека Велко Неделковски добро ја познава детската душа, добро ги опишува детските доживувања, искрено и со многу емоции. Па нели, малите луѓе ги создаваат големите личности, а тие им возвраќаат на малите со своите дела. Таков е и случајот и со нашиот познат писател Велко Неделковски. Скромен, а голем. Но што велат за тоа оние најкомпетентните учениците и наставниците? Ликот и делото на писателот Велко Неделковски трајно се вткаени во сеќавањата на учениците од основното училиште Рајко Жензифов во населбата Драчево, крај Скопје. Враќам Бибисек втори. Како се викаш? Моника Соколовска втора. А може ли јас да земам Бибисек втори? Може само да ќе запиши. Повелен. Сакаш да ја земеш како расте прича од истиот автор? Може, јас го сакам авторот Велко Неделковски. Ми ги враќам. Ги прочита двете? Да. Сакаш друга книга од Велко Неделковски? Може. Шоу под ведро небо имаш читана? Не. Може да земеш? Да. Повели. Пријатно. Во нашата училишна библиотека имаме една традиција да одредени книги кои изгледаат токму како оваа книга Збунети години, книги кои поминале ни стотици детски раце, ги нарекуваме со епитетот Партал Петко. Токму авторите на тие книги стануваат почесни членови на нашата училишна библиотека.
Гордост ни е што во нашата училишна библиотека имаме голем број на автори кои се почесни членови. За жал, некои од нив веќе не се присутни, но присутни се со своето творештво. Како што се Подгорец, Бошко Смаќовски, Рајко Јовчевски. Меѓу авторите, почесни членови на нашата училишна библиотека е и авторот Велко Неделковски, кој стана почесен член на нашата училишна библиотека на 26 октомври 2000 година. Стана почесен член на училишната библиотека благодарејќи токму на книгата Збунети години, која представува една од првите книги на македонски јазик, детски книги кои обработуваат токму на тинејџерска возраст, возраста на збунетоста, на пубертетот, возраста на првата љубов, на сите оние случувања и доживувања на детето кога од дете полека се трансформира во возрасен човек. А токму таа хумана димензија која е присутна во книгите на Велко Неделковски е и причината што тој е навистина многу читан како автор. Од детската популација не само книгата Втора смена, која благодарение на новите наставни планови и програми е ставена како задолжителна лектира, туку и другите книги на авторот Велко Неделковски. Мојата прва средба со писател беше токму средбата со Велко Неделковски. Бев многу возбудена и срекна, горда што во нашето училиште дојде тој писател и воедно што стана почесен член на нашата училишна библиотека. Во моментов ја читам лектирата Втора смена, која е за 6-та линија. Во неја главни јунаци се тинејџерите и мислам дека е пишувана за деца на наша возраст. Пролетни авантури е една од моите омилени книги од авторот Велко Неделковски. Таа е една од моите поинтересни книги, бидејќи ми се допаѓа, има детски жарм, има мачор Манилко кој е преправен во тига, бидејќи неколку палави деца го преправија. Многу деца би сакале да бидат такви за да ги исплашат своите родители. На првата средба со Велко Неделковски јас бев второ одделение во 2000 година. Тогаш немав ни една книга прочитана од него. Сега многу ми е драго што повторно се запознав со него, бидејќи тогаш јас му доделив како подарок една цвеќе, а тој мене ми додели пофалница за голем број прочитани книги. За мене лично средба со писател е нешто што треба да се памети. Мојата прва средба со Велко Неделковски беше навистина возбудлива, бидејќи за прв пат добив пофалница и бев навистина горда и ми беше чест што добив пофалница и што ми ја додели еден така истакнат писател во Македонија. Веруваме дека за секој човек, а посебно за писателот, нема помил подарок од детската насмевка, од детската искреност. Тоа можеше да се забележи и при оваа средба на писателот Велко Неделковски со учениците од основното училиште Рајко Жензифов во Драчево, крај Скопје. Таквите средби оставаат траен спомен што не се заборава и представуваат силен поттик за создавање нови дела, нови вредности,